Само со првиот удар, короната, источниот регион го задолжи со 450.000 евра, велат податоците на Развојната банка на Македонија. Овие пари итно им беа потребни на угостителите, хотелиерите и транспортерите, кои буквално преку ноќ останаа и без работа и без пари, па спасот на фирмите го побараа во задолжување. За многумина, секое задолжување во неизвестност кај банка е исто како фирмата да ја качиш на брза санка и да ја пуштиш по мразот. Но ако околностите се тие, тогаш ризикот е прифатлив. Од овие причини, пари од државата побарале и добиле фирми од Берово 38.000, Виница 63.000, Делчево 25, Кочани 67.500, Облешево 3.200, Пробиштип 66.000, Пекчево 10.000 и Штип 173.000 евра. Сите заедно за почеток тие отпечатиле долг од 450.000 евра, но прашањето е дали овие пари им се доволни да преживеат, зашто овој кредит се однесува за март. Од тогаш поминаа речиси 2 месеци и за угостителите, транспортерите и хотелиерите не се случило ништо ново. Премногу комплицирање за малку пари понуди државата на почеток. Ми требаа пари веднаш и се задолжив приватно во име на фирмата. Како ќе биде не знам, но во ризик сум до гуша. Изјави за телевизија Стар угостител. Колкумина се задолжиле на овој начин е непознато, но сите овие долгови не се мали. Исто како и новите, кај комерцијалните банки по истиот основ. Докаде ќе ги одведат долговите е неизвестно, но како што беше онаа познатата, кој ќе преживее, ќе раскажува.